Ниту едно пиво не се напил со некој од осомничените, тврди екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски по објавувањето на истрагата за Поштенска банка. Од друга страна пак извори на 1TV го тврдат токму спротивното. Наш гледач кој побара да биде анонимен во писмен допис до редакцијата, вели дека тој бил близок со осомничениот Радко Димитровски, па дури добил и попуст за печатање на книгата во печатницата која ја споменува и обвинителството. Пиво дали испиле не знам, но знам дека многу често како блиски пријатели седнуваа во пивницата во Скопје, која е веднаш до седиштето на партијата на Љупчо. Како на близок пријател, Радко во неговата печатница Европа 92 во Кочани во 2012 година ја испечати автобиографската книга за Љупчо "Тоа сум јас" и сигурно знам дека му даде добар попуст на цената за печатењето. Затоа се изненадив кога прочитав дека Љупчо тврди дека немал ништо со осомничените, меѓу кои Радко, и дека ни пиво немал испиено со никој од нив. Радко Димитровски, за кого сега специјалното обвинителство бара притвор, е поранешен градоначалник на општина Кочани, собственик на печатницата Европа 92, истакнат поддржувач на ВМРО ДПМНЕ, а нашите извори го опишуваат како локален мокник. Димитровски е донатор на претходната партија на власт ВМРО ДПМНЕ. Бил и пратеник, а неговата печатница беше ангажирана во мултимилионскиот проект на Груевски, 1050 книги. Конкурирал на тендери и добивал пари, а само во периодот од 2013 до 2017 година фирмата Европа 92 склучила договори во вредност од над 700.000 евра. Компанијата на Радко, според пишувањата на медиумите, располага со 6445 метри квадратни производствено-административен простор, над 120 вработени и високо квалификуван менаџерски тим. Покрај него, во случајот осомничен е и Зоранчо Митровски, собственик на Езимит. Инаку групација Езимит постои 27 години, во дејноста доминира виното, но и повеќе деловни сфери, меѓу кои се и финансиите и градежништвото. Името на Зоранчо Митровски е познато во бизнис светот во Македонија, но првиот човек на Езимит не се експонира премногу во јавноста. Тој е еден од најголемите поединечни акционери на Комерцијална банка. Езимит е доминантен собственик и во градежната компанија Бетон Штип, која доминираше во изградбата на проектот Скопје 2014. Групацијата повеќе е извозно ориентирана, додека македонскиот пазар и е во заден план. Компанијата е формирана неколку месеци пред осамостојувањето на Македонија, со регистрирана подружница во Италија пред отварањето на винарницата во 2000 година во Штип. Следува таа во Хрватска во 2004 и пред известно време во Словачка. Виното од македонско и локално производство таму се пакуваат и се продаваат во Европа, односно во земји како Полска, Чешка, Унгарија. Компанијата одгледува и грозија покрај пакувањето на виното како финален производ.